Колку ќе се реализира најавениот бојкот во Штип? Дел од граѓаните согласни дека нема да влегуваат, но со оглед фактот дека во петок во Штип е пазарен ден, сепак останува неизвестно. 2 дена по иницијативата за бојкотот во петок се поголем број политички партии, невладени организации и здруженија на граѓани ја поддржуваат истата. Високите цени на производите причина поради која и граѓаните револтирани велат не влегуваат во маркет. Анкетираните на терен со став дека иако петок, сепак тие ќе ги бараат своите права. Го поддржиме, нема улевање у продавници. Обавезно си ги бараме правата, него дали ќе не послушат, тоа е. Веќе цените се неиздржливи. Животот ни опаѓа стандарда и со овие минимални пензии стварно веќе неподносливо. Си ги барам правата, ете како Хрватска што штрикува. Мора. Не бива више што нели гледаш плачкање, мора во што се кажи трговците бе. Па правата нормално си ги тражиме да се на тие цени се намала. Исто како Хрватска, гледаш сега дигат се сите, не само хрвати, и босанците, и србите сите. Го поддржаваат и хрватите. Нема да улеваме у маркетите. Да, мора да се тражат правата. Мислам, оти цените се стварно превише преко граница. Психички. Депресивно, то би. Но најнормално. Кога треба здравето, преку што се внесува здравето? Преку уста. Не знам, мислам дека треба, али сметам до сега од извештаите, од другото, сето тоа што гледаме, мислам дека направена преходно грешката и тешко се исправува. Се бојкотиран. Веќе некои маркети се подлежени на ригорозна контрола. Ова ќе продолжи во останатите денови, истакна денес премиерот Христијан Мицкоски. Вели дека тие како влада ќе сторат се што е потребно за да го заштитат стандардот на граѓаните, а ова што се случува со трговците тие го сметат како напад врз стандардот. Знаете дека за време на вчерашната пресконференција, на самата иста пресконференција беа потенцирани 2 ланци на маркети кои што од страна на ваши колеги, кои што можеби според нивното кажување прават одредени би рекол изигрување на законите и процедурите и денеска истите тие ќе подлежат на ригорозна контрола и деновиве кои што следат. Бидејќи според информациите со кои што располагаме, имаме прилика околу 20.000 комитенти по ланец супермаркети, ќе треба да длабоко се навлезе во тоа да видиме дали постојат вакви индици, но истовремено и други трговски, би рекол, објекти ќе бидат подложени на ваков тип на контроли, бидејќи стандардот на граѓаните е наш приоритет и ние ќе сториме секако влада да го заштитиме стандардот на граѓаните. И тоа треба сите да го знаат и да знаат дека сме сериозни. И овој напад го сваќаме како напад врз стандардот на граѓаните, а ние како влада имаме право и обврска да го штитиме интересот јавниот и интересот и стандардот на граѓаните. И од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поддржуваат иницијативата за бојкотот во маркетите. Нивниот став е дека граѓаните се подготуваат за бојкотот и владата не ги заштитила, но според економистите ова не е вистинската мерка за да се намалат цените на основните продукти за живот. Велат дека само ако се зголеми понудата и производите стојат непродадени, може да имаат резултати цените да бидат намалени. Во спротивно, бојкотот од ден или два нема да има ефект.